да не влагаме одма клизачи, почни ти со твоето искуство, раскажи ни како ти помина на балотон, например. Од прва рака. Балотон од прва рака, прв пат во живот како медија представник, представник на медиум, новинар, помалце и фотограф, за да можам да се снимам на грид. Се потсетив на некои од муабетите на луѓе што ги слушам по подкасти, професионални новинари, кои што кажуваат дека да бидеш новинар на патека таму ништо ти повеќе не гледаш од трката, туку напротив помалку гледаш од трката. Така е, да, секако. Да, во ред се движиш помеѓу луѓе, можеш да поминеш покрај боксови, можеш да бидеш од другата страна и така натаму. Но да бидам искрен, Супербајк можеше да се види нешто повеќе, иако не претерано многу. Боксовите се затворени, полузатворени и покрај тоа што нема таму што да кријат во поглед на технологија. Меѓутоа така беше некако получуден викенд во смисла на тоа дека BMW возачите уште тогаш почнал со проблеми, па не беа толку многу лесни да се начекаат, да се движат низ падок и така натаму. И покрај тоа што имаше шанси да се видат доста возачи, меѓутоа не толку многу лесно да се разговара со нив, да бидам искрен, односно така разслучено да се разбинеш или да се најдеш. Вчера ти кажав, Дебис ми станува најомилен, пошто нашиот излез од прес-центарот беше точно кај неговиот камион и кај неговиот тим. И буквално, ако не на секој излегување, ама на секој второ или трето се стркјавам со него. Можеш да, ако не ти е мачно да закачиш нека фотка, ако у едит после. Ау, тешка. Не? Немам фотки. Со Дебис ќе закачам. Добро, Да. на крај, во основа, гледавме достатни трки во Супербајк, како што беа условно речено сите оваа сезона, со исклучок на 2-3 круга, да речем, во целата сезона. Булега доминираше и на крај дури и последната трка која требаше да заврши, не ни гледавме ни пиедестал, ни бутро, ништо не чекаше пат назад, се спакувавме и не само ние, туку пола прес-центар се дигна котва. Така. Пошто апсолутно ништо ново не се случи. Сега интересното е во суперспорт, дефинитивно. Инаку Да. не дека не е интересно, ама предвидливо е, тоа е проблемот. Инаку, као што каже, имаше суперспорт е суперспорт, искрено да бидам претходно не ги следев толку многу, меѓутоа стварно има одлични трки и морам да признаам дека еднаш ти прокоментирав дека и девојките си ги гледали девојчињата во балотон, он има не едно од најдобрите, туку убедливо најдобрата трка. Да, видиш. Да, тоа ме чека на YouTube. Не сум ги видел, кој го интересира, ги има бесплатно. Баш женската класа има, да. Не видов овој викенд сега во Мост, во Чешка, како помина жените, ги изгледав Суперспорт и на брзина го премотав Супербајк дело. Ама Суперспорт беа одлични трките. Значи, да. Нема тука дискусија и веројатно оваа година условно речено почнав ја некоја теорија на заговор да ковам дека таа е еднината на Супербајк на проверувањето, таа класа, таа категорија. И да, можеби ќе биде еднината, затоа што различни производители, различни возачи со различно ниво на искуство, со различни мотори се јадат на патека екстремно многу и има вистинска трка. И стварно уживање за гледање. Дури и беше одличен во изјавите французинот Дебис, кој што победи на втората трка Суперспорт,
кога кажа да, ги пробав сите трикови и испадна дека ми вози дефанзивна линија таму кај што го поминував предходно, за Ончу правеше мовет, па вика морам да измислувам места кај што ќе поминам и да поминувам на други места кај што не очекував дека го поминам, пошто ниеднаш не поминував таму цел викенд. И тоа е нешто што сакаш да го чуеш од тркач, ме сакаш. Тоа се види и овој тркачки викенд дека многу добро знае да ја прочита, да кажам, трката и противниците да ги прочита. Инаку Валентин Дебис е еден од постарите натпреварувачи таму, не е ни чудо што е така, еден од помудрите. И во морето на Ямахи он се бори против 3-4 Ямахи на секоја трка. Значи не зборуваме за тоа дека ZX Moto направиле ракета некаква, не знам, толку доминантен мотор. Мислам дека еден од поуправливите, доста мене барем визуелно ми изгледа на релативно компактен мотор. Ямахата ми делува по гломазно од ZX Moto-та. И он точно знае како да ги искористи предностите, оние спори, кривини и така натаму, знае да направи разлика и фајтер е. Значи човекот секоја му чест се бори против гиганти и Дукати и Ямахи и така натаму и на тимот честитки, и на возачот и на конструкторот секако. На една битна работа што ме интересираше, па седнав и изчитав, тимот за кој што работи, за кој што вози, Еван Брос, мислам дека се вика тимот. Така се вика, да. Всушност во супер спорт класата има еден куп успеси, има еден од поуспешните тимови. Возеле со Honda, возеле со Ducati, сега возат со ZX Moto прва година, меѓутоа се тим кој што има многу титули и како тим шампиони биле и со возачи имаат шампионски титули изминативе години. Така да не се од нигде никаде испаднати сега некој рандом тим, пошто ние не следиме, па нели мислиме сега дека се никој ништо. Туку напротив, добар потек на кинезиве очигледно, затоа што купиле, односно влегле во соработка со сериозен тим кој што има шампионско педигре. И верувам дека возачот е една работа, кој што возел и до сега, меѓутоа без некои позабележителни големи успеси, без шампионски титули, збориме за французинот, но е доволно искусен и со добар тим, кој што знае да му даде добра поддршка. Очигледно кој имаш доволно добар мотор, можеш да добиеш. Иначе губи, значи Ончу се буни секогаш дека некој друг мотор бил побрз од неговиот технички, што врска нема. Мислам, мајстор толку знаеш да возиш. Да. Плачко е класичен шо. Да. Ама ZX-от не е побрз. Значи технички гледано се гледа дека не е побрз. Да. И многу е интересно ова што го спомна, таа е главната дистинкција, да кажам, помеѓу MotoGP, модерното MotoGP и Superbike првенството, што се генерално тимови кои што се приватни тимови, некогаш поддржани од фабрички производител, од фабрика уствари, некогаш не се поддржани, некогаш се ги купуваат као приватни мотори и така натаму. Така да Аруба е Дукати Аруба. И како се викаше Кавасаки, не Кавасаки, туку Бимота е не знам како се вика, нека презиме италијанско е на собственикот и така натаму. Тоа се све некакви си тимови кои што се борат во првенството. Дава сосема нека друга перспектива, да. Уште еден интересен момент. Извини, Барни Дукати на пример исто и тоа. Да. Уште еден интересен момент, ако во MotoGP во падокот сите коментираат дека доминира шпански и италијански. Така е, друга во Superbike доминира италијански без дилема. Значи, да. И тоа е сега така. За јазик, да. Зборувам за сега, мислам, тоа можев да го искусам овој викенд, претходниот викенд кога почнав да следам мотоспортови на времето 90-ти, почнав со Superbike, па после со MotoGP, не знам, така некако не беше тогаш MotoGP, како и да се викаше Grand Prix, кога беше 500-ката актуелна, 250 и 125-ки, вамо беа монструми, илјадарки беа, 4 такни, Карл Фогарти тогаш доминираше и имаше многу повеќе енглези имаше во тоа време
Они беа главни носители и затоа и се уште има по некој англичанец може да се најде во таа класа, доека у MotoGP последен беше кој Карл, како се каже, Крачло. Крачло, да. Да. Па добро, имаат British Superbike кој што се уште актуелен шампионати кој што се вози, мислам, редовно и доволно. Тој е популарен него Superbike во има... Англија. Да, апсолутно да. Сена се интересно искуство, би го повторил дефинитивно. Не е вау искуството, затоа што за условно речено мали пари на Superbike можеш да си купиш карта со влез во падок и да ги добиеш сите тие ствари кои што се интересни во самиот падок, во смисол на програма, дополнителна meet and greet со возачи, представување, коментари, забавни игри и слично. За мене хайлайт на целиот настан, не знам како се вика човекот, треба да го најдам по интернет. Човекот што е како хост, односно водител на целото шоу, позади во падокот, кој што делумно и коментира на трките, значи британец некој, човекот не застана 2 дена да зборува нон-стоп, коментираше трки, водеше наградни игри. Он беше шоумен, мастер оф церемони на сите доделувања на медали, на пиедестали, на прогласување на победници. Значи интервјуа. Ти не знаеш, седнат на бина со лаптоп пред него и со екрани од страна на кој што она гледа трки и коментира. Се задешава некој хаос и станува од столче, не може да гледа од страна вака на големиот екран и зборува, нон-стоп зборува. И беше опуштено на капа што очигледно ги знае сите и целата историја на трки и се, и такви провокации лупаше, такви гомна јадеше, да не речам месекеш сега. Типот беше цар, значи во еден момент дури сам себе си рече како што не ме плаќаат толку доста зборам месекеш. Чека, не Джеймс Тоузланд, бивши тркач? Како се чекам како изгледа да видам. Джеймс Тоузланд треба да е у негови некои си 50 години би требало да е, ако не е нешто помлад. И возеше кратко и у MotoGP. Па се врати името познато, ама се врати у Superbike, имаше страшна повреда, зглобот на раката му го фиксира неколку пати за да му го спасат. Да, го гледам, ама не беше тој, не беше. Не беше овој. Не, овој коментира на трките, да. Меѓутоа на тебе преноси коментира. Овој беше како домаќин во падокот, ме свекаш, што има фан зона, пит зона и така натаму. Да. Овој коментира на преноси. Сум го гледал. А овој човек беше внатре во имаат они, нели, цела сцена како концерт на подиум, чуда врагови, тука кај што доаѓаат возачите, кај што можеш да се поздравиш со нив, после тоа кај што ги прогласуваат победниците, и таму има разноразни други типови на активности. Наградни прашања, игри, квизови, ме свегаш да добиеш некои ситни награди од спонзори и така натаму. И редовно доаѓаат и разговараат со различни возачи, например, со девојкиве разговара различни, со некои од другиве децава, овие од Ямахите и R3-ките што ги возат, младиве ги извадија 30 деца, 30 кусур деца, па секој кажуваше од кој од каде е, шо прави, како прави. Мислам, интересно беше, забавно беше. И тоа можеш да го добиеш со обичен падок, обичен, со влезница која што вклучува падок, која што рака на срце за цел викенд и не е толку многу скапа. За жал, другиот впечаток од Балатон беше дека Балатон не заслужува трка. Не Superbike, а не па MotoGP. Да. Нема публика. Немаше публика. Немаше публика, буквално немаше публика, толку точка, свегаш. Не имаше малку публика, туку немаше публика. И беше претажно, сам како да кажам, 2 штанда за јадење и за пиење, ме свегаш, еден дуќан, значи многу оскудно изгледаше тоа. А немаше потреба од повеќе. Како у Кина да им текнало војската да ја донесат, па да пополнат трибини. Ние гледавме еден куп званици и луѓе со акредитација. Ама не е тоа, фанови се бараат, нема везе, да. Кажи ми ти една работа. Дали е вистина дека од кога ќе го сретнеш твојот идол, веќе митот за него исчезнал? Не.
Не, затоа што многу кратко, у многу гужва го сретнав, ништо не може, значи вртевме околу БМВ камионите цел ден. Значи Да. на секој излегување од прес-центарот обавезно по 2 круга правев околу БМВ камионите и хоспиталити центарот кај што им беше, ни еднаш не го видов. Лош викенд имаше. И на крај го сретнав и го видов само на meet and greet која беше со сите други возачи, ме сакаш пред ова сценава, пред бинава што ти кажувам. И таму го видов и се сликавме од целата гужва, ме сакаш, мислам една фотка направив и толку. Немаше ни опција ни еден збор да размениш, мислам општо да му кажеш еј омилен водач си ми. Да. Една реченица ни таа не можев да му кажам. Од друга страна, кој не следи знае дека зборуваме со голф за Данило Петручи. Да. Од друга страна па Булега ми улета тачно пред мене, застана со од голф количка, излезе после првата победа на во саботата на првата трка и со деца некој застана, па застанавме, се сликавме, мислам дека се правевме увет пошто идеше горе во прес-центар, ама пак беше, знаеш, малце по-неформално, малце по-спонтано. Ти викам со Дебиси, со другиве можевме му авете си правиме колку сакаме, не дека не. Ама за жал Петрукс не му беше добар викендот. Кој ќе видиш од оваа перспектива во споредба со Мости, супер му беше тој викенд. Тоа сега да кажем, little did he know, дека ќе му биде уште полош следниот викенд. Некоја лоша карма БМВ ги задеси и ете двата возачи. Кога сме веќе кај лошите викенди, ако продолжиме со Супербајк, покрај тоа што се повреди Данило Петручи и си ја скрши опашката, народски кажано, не знам како се вика таа коска која што е прикрила ребетот. Баутиста во FP3 си ја повреди ногата, зглобот на десната нога, мислам дека беше. Значи, почна хавариите од таму, па се пренесе таа лоша карма и во MotoGP, инаку за Супербајк нема што да коментираме за овој викенд, затоа што беше реприза на прошлиот во поглед на најаката класа. Беше фантастично Суперспорт, двете трки у кои што победи твојот нов миленик Дебис на ZX мотор, на моторот кој што до оваа година никој не знаеше дека постои како производител. До лани не ни постоеше, до прехлани, 2024-та мислам дека почна со работа. Така да зборуваме за интересен шампионат во таа средна класа, па и помалите класи и женската класа се интересни. Вамо е предвидливо, супер све тоа, Дукати е моќен. Мене Герлов стално го споминјам и сега ќе го спомнам, имаше одлична трка и сега. Ама е тоа максимумот најверојатно што може да го направи со Кавасаки, со еден мотор единствен. Пази, ZX Moto има два мотори во еден тим во Суперспорт. BMW има два мотори, само два мотори во Супербајк. Кавасаки има еден мотор, Бимото има исто два мотори, значи тоа се некои си обиди за учество во шампионат, ако ме прашуваш, инаку срамота е да имаш 10 Дукатија и други да се само со по еден тим. И тоа резултатот на дилерот на Бимота одговорен за Централна Европа, Србин кој што живее и работи во Будимпешта, за волја на вистината, кога се шмугнавме околу Бимота, моторите што беа изложени таму, ни тој да некој да не предупреди дека не смееме да ги допираме. И се погоди Србин, си направивме еден тон муабет, ни остави контакти се ако ни треба нешто да ни раскаже. Многу интересни приказни ни раскажа за Бимота и Кавасаки, за стратегијата. Малце не ми држеше комплетно вода тоа што го раскажа тогаш он. Требаше да се прочита нешто, да се провери, ама ајде да не замарам, сега ќе ти раскажувам друг пат. Добро. Да се вратиме на извештајот од болничката клиника. Да, транзиција од докторите. Да, ајде, тоа беше софт влегување во епизодава, да не биде птен на нож, ама трката што ја гледавме во Барселона, не знам како да ја наречам, трка ли беше, преживување ли беше, напишав коментар негде, уште лавови фалеа да им пуштат за да биде комплетен впечатокот, да ги бркаат по стаза. Беше баш буквално гладиаторска епизода, у која што
преживува, некои повредени продолжуваа да се борат и понатака, некои се повлекоа, некои ги повлекоа и така натаму. Не знам, се сеќаш во петокот уште на тренинзите ти кажав, овие ќе се убијат у трка, затоа што имаше толку многу инциденти, толку многу излетувања, што не знам, не можам да кажам се од после секојаш е паметен, секој да каже предвидов, него некако таква атмосфера владееше, како да беа на спиците, на шмркани. Чето ми пишува ке се убијат. Да, ево тука погледнете. Така да, не знам ти каков впечаток доби вака од овој викенд? Види, не можеш да се налутиш, не можеш да коментираш негативно за еден друг или трет дел од приказната или одговорности. Ама еден мал детал, навидом небитен, тотално ми го уништи викендот во поглед со тоа да размислувам дека ја би обвинил Дорна. А тоа беше деталот која на крај рекоа 7 или 4 или 5 возачи се под истрага за притисок у гуми. Капак беше тоа. Дај, немој да ме забркаваш повеќе. Значи, овие се борат да преживеат. 3 пати менуваат мотори, гуми, немаат мотори, поправаат. Ја не знам на кој му беше полошо. Дали сите делови му се закачени на моторот и овој му вика притисок у гума ке. Да, срамота. Ринс не се тргна од залепен позади, ој возеше цело време. Притисок у гуми. Дај, немој за Топрак, Ринс, Мир. Да. Значи, Жоан Мир извозе трка на животот можда покрај Диџија. Педро Акоста ми беше хайлайт на викендот и покрај победата на Диџија. Не дека Диџија не го сакам, баш напротив, покажа нешто ненормално, надчовечки напори. Секоја чест на него, меѓутоа ова беше веќе као лотарија некоја. Не беше ова реални тркачки викенд. Ако гледаме на строго на пейс и на борба некаква, и Алекс Маркез пред сударот имаше реална шанса да победи, затоа што стварно беше многу брз. Раул Фернандес, како што го дал Господ, се вмеша во борба на останати членови на останатите. Значи, стварно, човекот е, јасно ми е дека губи од тимскиот колега Ајо Гура, покажува повеќе од него сега за сега, и дека се бори за место у тимот, ама не знам дали се избори со реакцијата на Романо Албесијано, кога отиде кај Бривио, кога му кажа ало, дај прибери го Джукелава прибери. На што личеше тоа? Не знам, стварно, мој уништи трката на Зарко. У спринтот исто на Хорхе Мартин му влезе широко. У трка на Алекс Маркез. У рестартот го однесе Мартин, можда имаше и Мартин некоја се кривица, пошто Мартин веќе беше вон себе до тој момент после 4 пада, тој 5 му беше. Така да не беше нормален тркачки викенд за да судиме, ама па за волја на вистината нему е сефте и друг пат се има покажано во такви некои, да кажам, моменти каде што не размислува едноставно, не знам како, не е свесен за околината. Неблагодарно да се коментират за било каков резултат и каков успех. Од една страна, од друга страна, па не можеш да кажеш дека и тоа што го направи, значи било кој од возачите што го заврши овој мотовикенд, тоа дека е за потценување. Не, апсолутно за почите секој што успеа да заврши, да. Ама знаеш како, секоја чест на тие у главата што можеа да извозат до крај, ама па прашање е дали стварно сакаш да бидат тие толку, како да кажам, бетон луѓе или ладни луѓе за да може да го извозат тоа. Знаеш, не посакувам на никој да биде толку многу равнодушен, не се равнодушни. Не се они равнодушни, едноставно прават switch off у моментот, затоа што кога ќе го во таков мод се, мислам тоа и на секој нормален човек му се случува некоја рутина која ја прави
било каде. Да, добро, Да не јасно. зборуваме за болничариве што работат по болници, Така, лекарите, така. хирурзите и така натаму. Значи, тие се луѓе од крв и месо. Меѓутоа, самиот ритам и лупот во кој што се движиш, те тера да го сработиш тоа што треба да го сработиш и Да, после да, ќе мислиме, па после ќе отвориш вискито, па ќе се нашлјукаш или ќе направиш бело и ќе функционираш Да, некако, да. нели? Да. Имаше коментари за после трката дека буквално дел од возачите се расплакале. Значи, дел од возачите, Лука Марини му се тресале рацете и значи афтершокот, знаеш, адреналинот од која ќе се испразни. Да. Погледот на Пеко Бањаја беше дал да плачам или да се смеам. Значи не беше некоја дефиниција баш. Јас ја гледав репризата, не бев оваква, не ја гледав уживо трката, ја гледав на TNT. Нил Ходжсон го фати моментот после првиот прекин, значи од која се распадна моторот на Алекс Маркес и удри во диџеја, во раката. Дека му се гледа на диџеја во очите болката. Значи, буквално се менува зеницата на окото кога има човек проблем, нели? Тажните се очите кога ќе ти каже некој така натаму. Значи, он имаше страшна болка. Ја мислам дека му беше отворена рана на прстот, што не го покажуваше тоа цело време. Не ја извади ракавицата. Значи, така, заради тоа не ја извади. Да, затоа што беше полна ракавицата со крв и после имаше некој бандаж кога дојде Роси, која се славеше на некој начин победата. Он извоза во транс. Затоа и сите после трката не сака да си го коментираат резултатот, него фала Богу што се живи и здрави овие двајца и знаеш, мислам дека не се ни свесни ни што поминаа во моментот сите учесници таму. Па да не правиме муабет за тимовите што викаш испосменија милион делови, па сега да мисли на притисокот у гумите за скратена трка, не на таа позиција на која што требало да биде, на друга и така натаму. Значи решаваат интеграли во моментот, не знам. Се претера. Не можеш би тоа, мислам. Пази, значи сега на Акоста му прекинува моторот, му губи снага на правец, влага во бокс, значи го удира овојот позади, влага во бокс, не ни знае дали преживеал овој. И сега ти треба да го ставиш пак на мотор и овој не знае дали е направен или не. Умеѓувреме КТМ вчера искача Вињалец со улје му тече на нога. Да. На сам старт Биндер се повлекува, има проблем, му пропаднало, да. Мислам, онака како возиш, не знаеш што возиш. Си викаш добро, знаеш да си у 50 и 60 години па да се крстиш дали ќе ти издржи моторот, окей, ама ова беше некој неќам суеверие да внесувам во подкастов, ама беше стварно некој чуден викенд и пардон, ако го земеме претходниот викенд во Леман, каде што Хорхе Мартин ладно победи и веќе беше прогласен за шампион на 2026-та, станувам си одам, значи готово, толку више, не правам. Дојдовме и тука завршува оваа епизода од подкастот, драги слушатели. Во еден викенд каде што он на тренинг се разби во ограда и моторот го лупа и веќе тука се превртува целата приказна, почнува да се превртува, па после топрак после него заврши ушлјунак со едно многу добро ролање и почнуваат еден по еден да паѓаат, буквално да паѓаат. Чекајте бе, има нека организација бе. Проверил некој асфалтот каков е, причините, што се случува. Значи прочитав од неколку извори дека бил премногу мазен асфалтот и дека требало уште пред не знам колку години да се асфалтира наново. Арнома, меѓувреме се направиле нова зграда управна, нова подиум, не знам што. Знаеш, со ова не се занимаваат, едноставно. Имаше еден муабет дека Мишелин донеле гуми за потопло. Па тоа е проблемот. Затоа ја промашиле прогнозата. Ама проблемот е беше поладно. Да, ама проблемот е што Мишелин уште од лани знаеше дека од 2027 нема да биде више добавувач, скрати алокацијата од 3 компоненти на 2 компоненти по викенд и плюс тоа ова е планирана овие две гуми кои што и не се некој избор нели веќе, имаш софт и медиум мислам. Се предвидени пред неколку месеци, значи не се земени предвид тие температури, да имаш уште една трета компонента, ќе имаше можеби некакво влијание, меѓутоа
следна настаница за да дојде до ваква катастрофа. И сега, ако некој не превземе одговорност за ова, пак ќе се повтори истото. Значи, ако нешто не се смени, да не збориме за right height девајсите, кои што на вториот рестарт има сигурно улога во лупањето на на Безеки му Зарко. се заглави, колку круга водеше со заглави на right height девајс. И тоа плюс, него директно за безбедноста зборува. Значи, Да. Она што се деси у вториот рестарт, стварно мислам, зашто не ги забрана тало? Забрани ги, толку, фиксирај ги, ете, не мора да ги вадиш од мотор. Нека не се користат, забрани го нивното користење, толку. Знам дека коштаат пари за да се тргне, да се редизајнира моторот, меѓутоа ако ги фиксираш на сите right height девајсите, веќе да не се у функција, онда сите нема никој да има предност, така? Сите ќе возат под еднакви услови. И малце го влоши оној впечаток, например, на Ланск, еден викенд разлика, една недела, пази, збориме за една недела разлика, од фантастичен тркачки викенд во Леман, каде што има најдобра публика, каде што има најдобра атмосфера, каде што, ајде, не е битно кој победил, меѓутоа имаше нормална трка, да кажеме, у една тотална хаварија, во еден тотален хаос. Можда, не знам дали ќе се сложиш со мене, можда е причина плюс за поагресивното возење покрај лошите услови, беше фактот што ефектот на Марк Маркес, според мене. Значи, кога е првенството отворено, пошто Марк Маркес, кога не е присутен во формата која што сите знаеме каква е, може лани некој да се подсети, ако не пред неколку години, мислам дека се отвараат картите тука и веќе почнуваат ајкулите кои ќе намирисаат крв, тоест одма се наострени за напад и може би тука ја изгуби она сталоженоста Мартин која што имаше во 2024-2025, немаше никаква сталоженост. И останатите гледаат некоја шанса. Мислам, сега во моментот зборуваме дека буквално секој може да го освои од првите 5-6, ајде да не кажам првите 10 во шампионатот, може било кој да освои. Може да освои Мартин секако, Безеки секако, Диџија секако, Акоста секако може да освои титула. Пеко не знам дали би можел, меѓутоа не му е толку далеко од дофат на крај крајот. Сакам да кажам, имаше нека чудна атмосфера. После тоа ќе се бунат слушателите дека сме сум навелост да Марк. Па не го кажа Марк дека може да освои. Зошто да не може Марк? Затоа кажав, во отсуство на Марк. Па еве, предвидувавме дека се врати јачи него икада. Предвидувавме дека можеби 100 поени ќе, ако беше нормален викенд, ако победеше Мартин или Безеки, као што беше до Леман. Сега видовме дека може и КТМ да победи на некоја трка, а Дукати дека воопшто не е за фрлање. Очекувавме некои 100 поени дека ќе бега. Сега идеме на Умуџело. Тука може и Дукати повторно да тепа. Не знаеме дали Марк ќе се врати. Ако се врати во добра состојба и ако врзе 14 победи, колку победи лани поред, зашо да не биде пак во трка, да. Али добро, чисто само процедурално да те провоцирам. Да. Не знам дали се слагаш, ама мислам дека се отворија картите и видоа шанса малце повеќе него што треба од другиве тркачи. Да, дефинитивно. Нема тука дискусија дека се отворени картите, дека знаеш одеднаш битката станува масовна, затоа што апсолутно ништо не се знае. Прерано е. Има повеќе претенденти, факт е. И покрај тоа што пак поголем дел од експертиве, да ги наречам, му даваат шанса на Мартин, и автоматски под влијание на нив, ќе кажуваш истата. Сепак мислам дека сезоната е долга, сезоната е многу долга. Многу брзо се забораваат работите од еден до друг викенд. Меѓутоа овакво нешто како што се случуваше во Барселона нема така лесно и брзо да се заборави. Затоа што почна да се разгоруваат дискусии на повеќе нивоа.
Значи, Пеко имаше реакција дека никој од возачите не доаѓа на тие safety брифинзи и на тие unions, како се вика, совети и заедници, каде што возачите треба да настапуваат заедно. Тоа сами си се криви, тоа е факт, да. И дека не ги интересира ништо во поглед на заштита, во поглед на безбедност, во поглед на човечкиот аспект, да они останат нормални, да не бидат они условно речено марионети кои што нели служат за забава. Затоа што ако Коста имаше изјава вчера или кога, вчера после трката, у која што рекол као ова не можеш да возиш, значи ова не се вози, ова не е реално. Дали имаше потреба, дали имаше потреба да се продолжи трката, тоа беше. Имаш 20 и кусур трки во календарот. Нема бодови на оваа трка. Се извозе спринтот, кој зема, кој нема едноставно покажи почит кон тие што ти се гладиаторите, сакаш. Значи, во оваа ситуација јас сваќам дека телевизиски права, гости, реклами, се тоа, меѓутоа ако цело време се крие организаторот за safety, нели за безбедностни овакво закани и така натаму за XY ствари, од една страна секој пат кога му одговара се кријат за тој параван. Прават промени на правилата заради безбедност, уствари, од друга страна имаш цели патеки кои што се далеку од безбедни, значи далеку од безбедни. Почнувајќи исто и пак ја спомнеме Балатон, која што нели сите кажува дека е картинг патека, дека е смешна патека. Енеа Бастианини која избегнуваше мотори од која падна на шикана, значи као преживување беше буквално. Јас сум гледал такви трки пред 30 години, англиските патеки се често беа такви, ама затоа не се вози таму. Заради таквиот дизајн на такви некои шикани, каде што после првата кривина, на втората, ако нападнеш на првата, на втората се местиш буквално на тркало на некој. Не е логички, ама тоа е. Така да, не знам, дали нешто ќе се смени во тој поглед сега. Јас би сакал да се смени, затоа што колку и да ги обожаваме гладиаториве наши возачи, луѓе се и треба да останат луѓе. Има граница до негде. Психички може да се поремети некој да види да не може да се сконцентрира и да вози. Не бре, имаш граница. Никој не го размислува тоа. Да, имаше изјава Хорхе Мартин дека у петокот кога падна, кога го собра моторот, немаше кадар на тоа, меѓутоа он навидум безопасно падна, ама проблемот беше што се одби моторот од оградата и удри во него. И стана беше зашеметен целиот, покрај тоа што имаше болка у лева подлактица, него беше најверојатно имаше потрес на мозок, што е уште еден голем проблем во MotoGP што тотално го игнорира тој момент и иако возат со 363 на саат, како што видовме КТМ овој викенд извозе, Пеко Бањаја последните 2-3 круга му се вртело кога возел, замисли. За што збориме ние? Пошто и он беше повреден од моторот на Алекс Маркез. Значи зборуваме за ненормални ситуации. Мартин кажа дека му се повторила сликата од Луис Салом кога загина на истава патека јеботе со одбивање на моторот од градата. Уствари него го собра моторот, он пред него излизга, моторот го поклопи, нешто така беше, колку ше памтам. Значи, тоа се ненормални ситуации. После имаш реакција нелогична од Хорхе Мартин, влезе у боксот, се испокара и бутна еден од менаџерите. И сега ќе му се лутиме, види каков селјак и така на тоа. Чекате, бе. Абе, не можеш да не можеш да се контролираш. Абе, тој требаше да не вози више после првиот пат. Требаше толку од овој викенд да биде. 5 пати денеска са бајле на тренинг, на тестирање, уствари 6-тиот пат кој што заврши у болница. За што збориме ние? Зошто? Ајде, ај утре нека возат. И задутре нека возат. Што е поентата после ваков викенд? Застани, кажи окей, фала на гледачите, се извинуваме, условите на патеката не задоволуваат стандарди, безбедноста на нашите возачи се на прво место, ќе се видиме следниот викенд. Толку. Кој ќе се налуте, што ќе стане, ќе аплаудира и ќе ги испрати како луѓе, толку ќе беше. Да, апсолутно, апсолутно. И мене не ми е јасно како можеше да се бодува ова како фул трка. По чему? Па си извозеа кругови, не знам што да кажам. 12 круга или па не и претходно имаше што. Ама чекај, нова трка стартува.
по истиот редослед како и првата, не по резултатот од претходната, па да продолжи оваа, знаеш. Не се агрегира, како се вика, не се собира резултатите, па на крај да дадат некаков резултат. Да. Малце ми беше и тоа чудно, ама ајде. Не сум паметен, ќе видиме, може ќе прочитаме уште нешто што зад куларите се случува. Па да, обично, знаеш, кога е жешко вака, не можеш да ги пофатиш сите работи, сите детали, од после може да излезе нека информација, па и известување. Инаку, Сајмон Крефар нема врска со тие одлуки, он е задолжен за случувањата на патеката во поглед на дуели помеѓу возачите, така да не може никој да го криви него. Дорна е таа која што ги диктира овие правила и таа може да се земе за крива. Имаше коментари дека Liberty Media, ова е истото, си го терат по Дорна е Дорна, затоа што СПЛ-та се уште е таму. Така да нема некоја суштинска разлика во менеджментот. Има некои шминкерски детали као повеќе медиумска присутност, не знам, на LCD мониторите дека се ставало името и така натаму, значи и да тони чекор по чекор не направија некој ремонт, да кажам, да пресечат со политиката на Дорна, да настапат као нова екипа. Тоа се како и да е, жално е кога после тркачки викенд ние нема зборуваме за возење, туку зборуваме за можеме ние секако да. Ама вкусот кој што останува е тој. Јас не ни сакав нити планирам вака да биде епизодава, ни на крај памет, ама едноставно искрено кога збори човек, така излегуваат работите. Пак ќе кажам, Педро Акоста ми остави најголем впечаток и таква борба покажа и во таква прибраност да извозиш и после двата рестарти. Значи, прво и основно, Педро Акоста возеше многу поспоро, свесно, затоа што не можеше да вози побрзо. Ги Само извини, позади него. Да. Не знам дали беше така. Знаеш зашто? Заради тоа што изборот на гуми од 3 на 2 се сведи и пониски температури. Не сум сигурен дека баш до толку бил паметен да тактизира, затоа што на крај се испостави дека нема гума. Не е дека он тактизирал за да заштеди гума, туку едноставно дека толку можеше да вози во тие услови со тие гуми. Да. Тоа е, значи на почетокот се мислеше дека се е ова се шах стратегија, нели, ќе имаме се тумачеше, да. Меѓутоа брзо постоја испадна дека толку може, толку му држат гумите, меѓутоа фасцинантен момент беше што и покрај тоа што беше значително поспор од група на возачи позади него, како маестрално блокираше линија, како маестрално нема подобар од него. Држеше предност. Тоа беше, значи, невидено. Буквално, не знам кого прогласи Rider of the Day само публиката на крај. Не знам, јас не видов. Ама стварно, мислам, ја би го прогласила Коста без размислување за ако почнеме од разлика што не заврши што и да направиме. Пол позиција, спринтот скроз го заборавивме да го коментираме, на спринтот за малце ќе победеше, пази, Алекс Маркес, кој што беше баш онака развозен здраво. И многу ми е интересно што ретко се враќаат возачи од кои ќе бидат претекнати во борба повторно. Не знам дал нели сме приметиле тоа, веројатно сме приметиле. Многу малку. Ако некој од побрзиве возачи по X причини заврши во средината на гридот и се пробива полека, тешко дека некој ќе му врати, затоа што им, не знам, Априлија, дали Дукати кои што имаат темпо за возење и така натаму, тешко се случува. За Honda и Yamaha, ако ги пројдеш, више не се враќа, така, не постои таква опција. Меѓутоа, ти со КТМ-от, со онаков КТМ да се вратиш, да намалиш разлика од 2-3 секунди, повторно да се залепиш, стварно ми е фасцинантен. И Раул Фернандес на Априлијата го помина и во спринтот и така натаму. Значи, дечкото е вансириски талент. Се надевам дека наредна година ќе има добар мотор.
ете, моабето дека во Дукати Дали го фати муабетот во колата после спринтот, кој му рече ќе видиш до година? Не го фати, видиш. За КТМ-от. Да. Кој заврши на подиум, да, некој што иде у КТМ сега, без тамини. После спринтот? Да. Па со Алекс Маркез може бил муабетот, Со Алекс Маркез. Со Алекс. Да. Значи ќе видиш до година. Така беше, да, го фати, само не го сватив. О, мајко мила. Да, кога се насмеа Алекс кисело. Добро, да, не го сватив. Джандарски мал се сватив. Да. Тоа беше... Знаеш, они меѓу редови си се реврачат, па што си знаат веќе. Да, не смеат јавно, ама ете, видиш, добар момент си фатил, да. Да, добар беше. Пак ќе кажеме и DJ пак да го споменеме, и он имаше фантастичен викенд тркачки, да го изоставиме инциденти, да ги изоставиме, прераснува. Ако изоставаме сето тоа, да, дефинитивно DJ заслужува да биде сериозно спомнат, меѓутоа мора да биде спомнат и Зарко. Значи Зарко на кондата, Зарко, супер беше. Особено ми беше многу добар и многу интересен кога даде изјава пред стартот на втората, на главната трка уствари, даде изјава во смисла као борбата е да бидам напред со првата група и да не дозволам лесно да ме поминат побрзите мотори. Знам дека се побрзи, ќе ме поминат, известно е, работата е да не заостанам за нив, туку да бидам во групата. И тоа му беше тактиката, значи 3 минути пред тргне дава таква една изјава детална, ме сегаш кој мотор што и така извози. И така извода, човече, мислам онака, окей, не е тешко да бидеш свесен, искусен и сите тие ствари, ама да го кажеш, смирено да си го средиш, да си го извозиш и да си го извозиш, не е лесно. Тоа е искуството и самосвесноста што ја има, што пак ќе кажам, ќе испадне дека Раул Фернандес ја нема. Не знам дали има план он некаков кога влегува на стаза. Озбилно ти кажам, толку не дека ми е одмилен или нешто на мој омилен возач или не знам што му направил, него стварно човекот гледајќи го Фернандес, Френки ќе го засакаш тен, Па Френки правеше као да е надуван, глупости правеше, ама ово е као да не размислува скроз. Френки правеше испади некои такви несвесни, ајде, да, слични се у тој поглед, дефинитивно се слага. Да. Дали ќе прокоментираме клучен аспект за VR46 тимот, за нивни успех на патека е да дојде тато тука да ги бодри сите да им кажува финти. Така испаѓа, да. Значи дојде Батароси. Да, шала на страна, јас сум убеден дека да има повеќе време, пошто се уште си се трка човекот со коли, да биде присутен, дека нема да биде истиот тимова. Не, ќе биде далеку подобар. Со неговото искуство, со кој кажуваше, не знам, DJ ли се чудел, така беше мојаветот, се чудел DJ, да. Како овој уште го разбирал моторот нов, да. Како го читал моторот од публика. Чекај бе, дечко, ти знаеш ли со кој збориш? Знаеш ли со кој збориш? Со мастермайнд за читање. Мислам, збориме за еден од најдобрите тројца-четворица у историја на ова надпреварување. Така да, он да е тука присутен, ќе биде друга приказна и не знам дали ќе има некој поспособен од него во советување на возачите. Не зборувам за менаџирање на тимот на не знам кој ниво, ама мислам дека би се снашол у секој аспект на тимот. И во менаџирање на персонал и на све. Реално гледано, ниеден бивши возач не е тим менаџер. И не е во негов калибар посебно. На своите возачи. Од негов калибар секако. Правиме му обед за од негов калибар и правиме му обед да има толку многу влијание, пошто ти имаш други возачи. Меѓутоа, знаеш, они се тука советодавна улога, не се газди, не се најбитните у тимот, ме свекаш. Ти имаш и Дани Педроса е тука и нели и другиве таму се Лоренцо и така таму. Чекинело е бивши тркач, како се каже, Аспар, бивши тркач и шампион. Има, меѓутоа не од тој калибар. Има дистанца. Да. Тоа е многу поголема дистанца, не можеш толку лесно да спремиш. Да, исто би било и Маркес утре да направи тим и така натаму. Тоа е калибарот. Нема друг калибар.
А не е лош тој тренд, знаеш, дека да си Ма не е купуваат тимови, супер, барем не да да не видат е лош. лицата на тимовите, ме сведиш. Види, јас од секогаш сум се, мада друг спорт е, фудбал, баскет и така натаму, не значи дека ако си бил добар играч, дека ќе бидеш и добар тренер. Значи, не, Апсолутно. дури напротив, мислам дека имало многу поуспешни тренери кои што не биле не знам какви играчи, меѓутоа размислувале со глава. Тоа е поентата на тренерот, не е како барата со топка. Така да, ама овде зборуваме за мега капацитети на луѓе. Значи, капацитет од калибарот на Роси ретко се наоѓа, зборувам за интелигенција, познавање на спортот секоја усршта, познавање на психологијата на возачите, што е најбитната на луѓето. Тоа е најјакиот момент. Така да би било интересно кога ќе се пензионира од активно возење да го гледаме се почесто во. Ја мислам дека не вози коли бе оваа година, не сум го вози видел како не, никаде. возиш. Да бе, да, BMW-то си го возеше. Не сум видел ништо, Да. не ми изгледа. Добро. Тоа е тоа, за 2 недели во Италија. Муџело е за 2 или за 3? Што? Знаеш дека не сум сигурен, не видов. За 2, 29 до 31 мај. Па ето. Нема време за одмор. 31 мај може да најавиме ексклузива. 31 мај. Да коментираме во живо или веднаш после трката. Заедно. Интересинг. Може и баже да го уклучиме. Не може. Не? Не, ќе бидам во Скопје. Ќе бидам во Скопје. У тој смисол. Добро. Може. Да. Мислам дека ќе бидам во Скопје. Ако се оди по план, благодарение на Марк, ќе бидам јас во Скопје. Не Маркес. Да. Марк е иначе што? Македонија Акроним за Ride Camp. Македонија или Македонски Adventure Ride Camp. Значи на првиот и единствен македонски подкаст за мотоспорт најавуваме прв и единствен Adventure Camp во Македонија. Ексклузива, така да се пофалиме, премногу сме скромни, меѓутоа е дел од нашето слободно време, го одвојуваме за нашата пасија, верувам дека и на многу други луѓе пасија. Моторите, да, не коментираме се и се што, зашто не се разбираме од се и се што, не се разбираме ни од ова, ама си го сакаме. И ќе си коментираме, и на кој му се свиѓа, супер, нека ни се придружи. Нека коментира со нас, можеме гостин да вклучиме секако. И ти тоа ќе го представиш во посебна епизода, како ти е планот околу Марк? Немам план. Подробности? Немам план. Подробности околу Марк нема. Привршуваме со организација, бев пред недела дена 2 во Охрид за да пробаме да логистика спремиме, дел од рутата е мапирана, дел треба да се мапира, затоа што беа дождови, па не можевме се живо и диво да извозиме. Имавме одличен викенд и 2 дена, па до сега за мене ова беше лично најжестоката авантура што ја имав со возење. Поштено си знавозевме и спозаглавивме сериозни ситуации. Ама нормално, како што на крај секогаш се завршува се позитивно и се добро. Така и тогаш. Настанот е со епицентар во кампот Љубаништа, 5 до 7 јуни. Сите детали се достапни на marc.mk. Имаме веќе повеќе од 40 возачи пријавено. Нашата цел е да го затвориме бројот на 50. Заради безбедност и заради еден куп други детали не сакаме да имаме повеќе возачи, затоа што првпат го организираме настанот и ние како организатори и планината и безбедноста и така натаму се треба да биде во максимална контрола колку што може да биде. Нормално, не може да биде тоа 100% гаранција во било кој случај, меѓутоа
Имавме одличен муабет и одлична соработка со спасувачката служба, планинска спасувачка служба од Охрид. Екипата е лудница, значи Тоа посебно мене ме одлична интересира, екипа. затоа што ќе ми биде прв ваков камп, имам несоодветен мотор и многу ме интересира спасувачката екипа колку е на Види, стендбај спасувачката спремна. екипа нека не те интересира, нека те интересира физичката способност на луѓето кои што ќе возат во твојата група. Значи, кога Да. искачаш од кампот Сабајле, Аха. пази со кого искачаш и гледај некој поискусен и по снажен да тргне со тебе, за да Аха. може да ти помага кога ти падне мотор едно 2, 3, 5, 10, 15 пати да ти помага од дигање, ме сакаш? Аха. И кога ќе загледаш на некоја горница да има некој поискусен да седне на твојот мотор и да ја истера нагоре, па ти да си продолжиш после. Сакаш да кажеш дека стазите ќе бидат до толку, значи. Нема да бидат до толку, ама види, не е поента да биде па лесно. Сега за лесно можеш сам да излезеш и да се извозиш до село, па сакаш и назад. Сега верувај ми, адреналин кој ќе те спука кога возиш во група, возиш многу над своите можности и тоа е поентата на групното возење, на возење на мотор. Да возиш над своите можности. Ми беше мојавето дека ќе има луѓе кои што се профи возачи, кои што имаат еден стил на возење, искуство, опрема, у смисла и мотор и све, ама ќе има и вакви како мене, кои што ги овакво ги удрила средновечна криза и сватиле дека треба да возат мотор на постари години, за тоа прашувам. За ваквите како мене, дали ќе има некаков не хардкор дел од камп. Не, значи види сега, се уште не можам да откриам детали затоа што не е ништо дефинитивно утврдено, меѓутоа во план е да имаме така наречена адвенчер рута и експерт рута. Нормално експерт рутата е таа за тие кои што сакаат да закаат по сериозен предизвик, не за тебе. Меѓутоа и адвенчер рутата нема да биде walk in the park. Не може да биде walk in the park, што не е интересно ако е walk in the park, да биде искрени. Се слагам, да. Вчера со екипата рутата што извозевме не беше уопште walk in the park, меѓутоа тоа е за мене максимумот што би можел да го извозам, да кажам, во без некаков си тренинг долгорочен да се спремам цела година, па ајде да дојдам, знаеш. Нема спремање, знаеш како? Значи искуство, се гради искуство. Ја никој пат претходно не сум возел во метро длабоки паднати лисија. Значи се планина, возиш и ти наоѓаш на терен кој што има паднати лисија, значи со години собирани тука. Не знаеш како се вози. Сакаш, ние се спуштавме надолу. Значи задната гума, како ти кажам, задниот дел на моторот, де лево, де десно, де десно, нема врска ти, не го возиш задниот дел на моторот воопшто. Да, ти те следи фактички само. Дадеш ли поише газ, пропаѓаш надолу, месеш, ќе почне да се копаат лисијата и влегуваш доле, месвегаш. Стиснеш ли кочница, лизга тоа позади, пошто се влажни лисијата, првиот згора е, нели го гледаш ти лисија, другото тоа се е влажно, месеш. И сега колку сакаш ти спремај се, ако не си возел на такво нешто, ако не го искусиш тоа, не знаеш како да реагираш, ме сакаш. Се учи, се живо и диво се учи, се стекнува искуство, кога се спуштиш на некоја удолница надоле, кога ќе ти лизга, првата ќе се тресеш, втората ќе кажеш ова е ништо споредно со првата и ќе си ја истераш, ме сакаш. Кога завршиш на крај, кога ќе се свртиш, како и за секое ново искуство. Јас сето ова го поминав. Нема шанс, нема логика, ме сакаш. И најпоразителниот факт од таковиот тип на возење е кога ќе отвориш да си ги видиш видео снимките. Се изгледа успорено, се изгледа рамно, ништо од тоа ти што си го возел не изгледа интересно или тешко. И си кажеш, како да споделам се ова, види како изгледа смешно, а ја овде се мачев, се потев, се кршев. Слушај, нешто дронови, монови, так видеопродукција нека ќе се уклучи посериозно. Па ќе се уклучи се, нормално. И во живо пренос носителки. Се сеза. Знаеш како? Во сите аспекти гледаме да се однесуваме како да ни е прв настан. Затоа што де факто ни е прв настан, меѓутоа не сакаме, значи знаеме дека можеме да направиме пута 3 од некои работи, меѓутоа искрен да бидам, нема потреба првиот настан да го направиш како да ти е трети или петти. Затоа е прв и треба да биде прв. И треба и ние да се испечеме, и треба и ние да се изгориме, и треба и ние да искусиме како тоа функционира, што не функционира.
едно е да учествуваш на настан, а друго е да го организираш. Да. Не брзаме никаде, значи буквално не брзаме никаде. Дури оваа година, онака, и доста сме скромни и во промоција, и во реклама, и во организација во смисол на брендирања, активности и така натаму. Не дека е основниот дел као минимум, ова што го правиме, ама е според моите, да речеме, посакување или планови или визии многу блиску до минимумот. И тоа е се свесно. Да не звучи сега дека нема да го бива ова, нормално дека ќе го бива настанот, ама 5 до 7 јуни постои само еден начин да се знае. Ставите гуми за не асфалт, односно гуми кои што може да се возат и малце надвор од асфалт, и дојдете на Марк за да малце натепате адреналин. Во било кој случај пивото нема да избега и добрата дружба воопшто нема да избега. Да, што не ги спомнавме. Знам луѓето што доаѓаат и се. Тоа сакав да кажам, да, има сериозен калибар на луѓе кои што нема да ги сретнеме на улица или не знам каде, ќе ги сретнеме таму и ќе имаме оваква можност да се осетиме како дел од некој поголем, како да кажем, не знам, како да се... Јас Лани го искусив тоа, сега ќе ти кажам. Јас Лани го искусив тоа, а годинава ти ќе си направиш твој филм, или сите што ќе дојат, ќе си направат свој филм, да искусат да возат паралелно до Дакар возач. Значи ти возиш со мотор и Дакар возач вози до тебе. Друга димензија е тоа. И ти возиш паралелно со Дакар возач. Сикаш, тоа е тоа. Јас сум на Дакар сега. Да, искрено јас моите мотиви покрај непотизмот вака што се познаваме, па сакам да учествувам за да те поддржам. Мојот мотив е искрено да научам нешто, као и за све во животот. Секогаш сметам дека има многу за учење, а јас сум прилично се сметам за тазен воzač и овакво и по искуство и по знаење, за скромно познавање. Така да очекувам да научам нешто 5% да подобрам од мојот квалитет на возење, ја ќе бидам презадоволен. Ме разбираш, у тој поглед, да впијам што повеќе можам, да научам некоја цака за да бидам по-безбеден на терен, не зборам ја да го возам на едно или не знам што, значи збориме за по-безбедно возење, за поголема контрола, за поголема препознавање на знаците кои што интересна работа. Да, има една многу интересна работа, значи еве настани адвенчер возење едно друго, година и нешто ситно, малце собрав малце искуство, далеко од тоа дека сум ја искусен, нити сум добар возач, нити сум искусен возач. Ама кога возиш адвенчер, во на најтешките делови на терен, кога паѓаш многу, ама не се повредаш пошто возиш споро и ти паѓа моторот, не паѓаш ти толку многу. Мислам, да, окей, ти може да се стркалаш и слично, меѓутоа ти паѓа воглавно моторот ти паѓа, знаеш. Пошто тоа не се големи брзини. Можеш да паднеш на голема брзина, иако е потешко, односно помалку веројатно, тогаш веќе е проблем. Значи, јас сега кога возевме на Галичица горе, нормално сите што возевме паѓавме цело време, со исклучок на професионалецот. Да. Мада не дека беше поштеден и он од тешки ситуации, ама најсериозниот пат, односно падот во кој што најмногу се повреди, условно речено, модрици по тело, беше на наједноставната делница, на најрамната делница. Немаше никаква препрека. Значи, гумите ми беа полни со кал, ми потфати тркалото на трева, мокра трева. Ми изгуби грип и ми излезе знаеш, ме изврте скроз. За малце јас вчера така ќе паднев 2 пати, да. Ме изненади тотално, да. Се удри во моторот, ме сваќаш. Значи напред се удри во моторот. И окей, ништо не ми беше, станав, го дигнав моторот, се е тоа вред. Модрица лево, десно, окей. Али тоа беше буквално најболниот пат од сите, ме сваќаш. 40 на сат, не знам ни колку беше, ама многу наивно, не очекуваш. Милисекунда е, знаеш.
како и кај тркачиве, како и кај било кој друг возач на мотор, и во сообраќај, и надвор од сообраќај, и офроуд, истото е. Значи милисекунди се во прашање и најчесто се случува таму кај што најмалку чекаш, најмалку очекуваш, не дека не. Оние тешки терени, угорници, удолници, такви ствари. Значи пушташ мотор и тоа е таа, сакаш. Да. Само треба да бидеш спремен да пуштиш мотор. Мислам, тоа е разликата. Значи има луѓе кои што не се спремни да го пуштат моторот во смисол леле да не ми падне моторот. Значи моторот ќе падне. И само на асфалт да го возиш, прашање на време кога ќе падне. Така. Да го спремиш, можам да и потврдам. себе и него дека ќе падне. Да. И тоа е тоа. Јас само се кладам на muscle memory, дека нешто ќе запамтам од сето тоа. Свесно дека ќе научам, не знам дали ќе научам, али се кладам на muscle memory и тука ми е навично. Леле, поста кој ќе те слуша во следната епизода, кога ќе зборуваш, ова направив, тоа направив, кога го дигнав на едно, кога ме видели тука, кога низ браздата, кога го клизнав вака, елефант трн кога прави. Ти кога ќе дојдеш, ама нема да бидеш со мотор тука, ако бидеш со мотор, јас да видиш каква стаза сум открил вчера. Кога ќе дојдам, ќе бидам со мотор. На прикол. Ќе бидеш? Ама да. Ама ќе го возиш у Скопје или право идеш со комбе го носиш? Ајде да не зборуваме пред очите на јавноста. Добро. Ќе ме мрзи да едитирам после тоа, ќе ти раскажам после. Као Нора ли си станал? Она не кажува колку е температурата, не кажува, знаеш, да не влезат у трага. Да, и последно време, за шифт на муавето, до последно време ми стана досадна, пошто ништо не се случува. Мислам, не се случуваше. Добро, сега ви гледаме дека дефинитивно ништо не се случува, пошто си отишло од Непал, ама добро. Значи, вака, да се заблагодариме прво на чудото што ги спаси овие двајца да не погинат или останат, не дај Боже. Излезе од болница Алекс Маркез денеска. Ја не ми се веруваше, ја видов сликата. Да. Излезе од болница и одеше само одеше. Кажи, тебе поише те болело, што си паднал ваму на Галици со него овој си излезе од болница. Не, ја продолжив да возам после тоа. Алекс Маркез не возеше. Не му дадоа иначе. Да, и тоа и Зарко кој што да, Зарко што се жалеше на ролката што му ја стаеле дека го нервирала поише него повредата што го болела. Значи страшни, ужасни, одвратни падови кои што поминаа без жртви. Јас сум презадоволен од тоа најмногу. И тоа е победата на викендов, уствари. Другото е све занемарливо, све другото е минливо. Ние можевме друг муабе да го правиме денеска, ако малце тргнеа по зло работите, многу со последици зборувам на вчерашната трка. Така да, све у свему добра. Мото двојки си победи Мануел Гонзалес, да го спомнеме, фантастично извозе човекот, можеби еден од најдобрите у моментов, сигурно најдобар Мото2 возач, кој што веројатно нема да мигрира во MotoGP заради шпанскиот пасош кој што го има. Тој му е късметот. И не знам, некои возачи едноставно додека ако не поминат на време во погорна класа, заглавуваат таму каде што се и после спасе само Супербајк или Мото Америка. Тако беше и Арон Канет на времето, мислам дека за него веќе ова веројатно последна сезона во шампионатот. Може да се случи Изан Гевара и Сена Иджиус да отидат во MotoGP заедно со Давид Алонзо и Холгадо, а шампионот да остане заглавен тука. Патем мала дигресија за крај. Дали ја види информацијата дека во Муджело ќе вози манијакот на Харли Девидсон? Да, ја прочитав, да. Ја го очекував тоа од почеток, да ти кажам право, не се изненадив, нешто пошто тотално одговара за шампионатот. Ако треба негде да се направи малце по театар, им фали таму, немаат возач од негов калибар кој што ќе направи некој циркус. Зборуваме за Јаноне. Да, Андреа Јаноне ќе вози. И да го споменеме стварно шампионот во како се вика тоа, во создавање, Максимо Килес е ненормално добар. Да. Повторно победи во Мото3, стварно дечкото и многу интересен што е огромен, стварно е огромен. Значи тоа му е огромен минус во квалификации,
Не може најбрз круг да постигне, ама за таа утрка како успева да се наметне секоја чест. Ето така успеавме 3 тркачки викенди да компресираме во една епизода. Не бевме вајда досадни. Значи ставивме MotoGP викенд, ставивме Супербајк 2 викенди и ставивме Марк у приказката. Сати 10 Супер минути. спорт. Тако е како нас бе. Да. И пак за без пари све тоа за без пари. Ништо, ако има спонзори, нека се јават во коментари. Да. Не, сигурно имаме, срами ми е. Ништо, се гледаме наредна. Ајде. Која ќе биде наредна причина? Муџело немаме Супербајк измеѓу, а и онака више престанавме по две паралелни епизоди да снимаме. Да. Се гледаме. Муџело. Ариведерчи. Поздрав.